الله أكبر. Со молитва и читање протестни писма, неколку стотина граѓани точно напладне се собраа во старата скопска чаршија да го изразат својот револт, поради како што велат невидениот масакар врз цивилното население во Алепо. Не можеме да спиеме додека недолжни луѓе гинат поради бомбардирањата и судирите во овој сириски град и ја повикуваме меѓународната заедница да не биде глува и слепа за тоа што се случува во Алепо. Бисмилlah, Аллаху екбер. Ја Аллах, бисмилlah, Аллаху екбер. Многу светски медиуми овој град го нарекоа новата Сребреница, алудирајќи на тоа дека она што се случува денес таму многу потсетува на масакрот врз босанците во Сребреница. Како и да информациите кои што пристигнуваат од Алепо велат дека страдањето на цивилите таму е далеко од завршено. Освен овој протест со кој што сакавме и да искажеме солидарност и да се приклучиме кон многу градови во светот кои што протестира, ќе организираме хуманитарни акции бидејќи доста конвои се најавени од Турција, но и од Западна Европа кои што ќе одат сега да им излезат во пресрет на оние кои што ќе бидат евакуирани од Источна Алепо. Сакаме да се приклучиме ние кон тоа и граѓаните ќе може слободно од денеска да донираат и на нашата сметка за да можеме и ние од Македонија да се приклучиме кон поддршката на тие стотина илјади кои што се најавени да пристигнат, да се повлечат од Алепо. Пред мурат пашината Жамија во чаршијата е поставен пункт каде што сите граѓани ќе можат да донираат пари кои ќе се искористат за купување хуманитарна помош за цивилите во Алепо. Таму се поставени фотографии на кои минувачите ќе можат да ги видат страдањата на децата од Алепо. Организаторите велат дека собраната помош ќе биде испратена во овој сириски град, заедно со турските конвои кои секојдневно патуваат кон Сирија.